Почитувани граѓани, почитувани медиуми, трет ден молки, трет ден ни трагани глас од СДСМ во врска со случајот со адвокатското друштво на нивната пратеничка и председателка на форумот на жени Калеска Ванчева. Тоа што молчат значи дека потврдуваат дека нивната пратеничка инкасирала 55.000 евра од државни институции кои што ги раководеле кадри на СДСМ. Молчат и не негираат, бидејќи се свесни дека се фатени со рацете во медот, па велат граончалниците на ВМРО ДПМН биле разочарување. Вака не се покрива скандал. Зошто? Затоа што работат по 20 часа на ден и затоа што не и даваат паушали од општините и јавните предпријатија на Калеска Ванчева. Најверојатно затоа мисла дека се разочарување. Не, напротив, не се разочарување, туку се пример како треба се водат и раководат институциите. Замислете, колку е неетички, лицемерно и срамно да продаваат памет во јавност, да сеат ветер и магла овие лица од СДСМ кои што секојдневно ги гледаме, кои што ги крадат граѓаните и државата, да говорат за правна држава, некорумпиран систем и како тоа треба и они практично се честни, а од друга страна гледаме дека и се смеат на целата јавност и држава во лице преку вакви случаеви и скандали каде што инкасираат нивните функционери, нивните фирми пари од државата и од јавните предпријатија, односно локалната самоуправа, додека биле под водство на СДСМ. 5 институции кои што ги раководеле кадри од СДСМ, блиски до Калеска Ванчева, блиски до Зоран Заев, блиски до сегашниот Димитар Ковачевски, платиле на адвокатското друштво на Калеска Ванчева, една која што е една од најгласните пратенички во собранието која што го брани криминалот на владата на СДСМ, а никој од нив се уште никаква реакција нема до јавноста, барем во најмала рака да се извини. Значи, кога се даваат пари на луѓе блиски до СДСМ и функционери од СДСМ, тоа е честно и етички, а во секој друг случај, каде што парите не завршуваат во джебот на СДСМ, тоа не е во ред и е проблем. Директорите од СДСМ го ангажираат друштвото на Калеска Ванчева и му плаќаат 55.000 евра. Толку пари обичен човек или обичен адвокат на толку лесен начин не може и нема можност да заработи ниту за 2 животи. Напротив, обичниот човек и обичните адвокати кои што немаат вакви повластувања треба да се откорнат од работа за да заработат волку пари. Но затоа овие први од СДСМ можат на едноставен и лесен начин да ги заработат. Сакаме јавно да ги прашаме СДСМ дали овие 55.000 евра се единствените пари што ги инкасирало друштвото на Калеска Ванчева додека се на власт, или има и други институции каде што биле закачени на државна сметка ова адвокатско друштво. Дали ќе чуеме некаква, ама било каква реакција, макар и извинување од повиканите директори и министер кој што бил во образование и наука од СДСМ, што им ги подпишале овие 55.000 евра, или пак евентуално да чуеме било каква реакција од Калеска Ванчева. Антикорупцијската комисија дефинитивно спие или евентуално не добиле инструкции дали смеат да отворат случај за овој предмет, а може да отворат уште денес. Ако на некој не му е јасно зошто се уште сме на дното по индексот на корупција, тоа е затоа што не добиле се уште инструкции антикорупционерите да отворат случаеви за вакви работи и да ги едноставно средат и санираат. На целата држава и јавност им е јасно како функционира антикорупцијската комисија. Дали можеби нивниот молк е затоа што корупцијата потекнува од таа институција, проценете сами. Благодарам. Сега би сакал да одговорам на едно прашање кое што стигна електронски од телевизија Телма до пресцентарот. Тоа е следното: дали ќе иницирате лидерска средба за предвремени парламентарни избори, бидејќи без бара лидерска средба во јавноста. Ние како ВМРО ДПМН секогаш сме подготвени за иницијативи кои што ќе доведат до решенија кои ќе значат промена на власта, односно излез од сите кризи, а ќе има излез од сите кризи само ако оваа корумпирана власт на СДСМ си замине, и така ќе ставиме крај на сите неуспеси и порази на Република Македонија и нејзините граѓани, кои што за жал се резултат на корумпираното и нечесно владење на СДСМ и целата оваа гарнитура на власт. Благодарам.